И сега ги видовте двојките, по тој некако распоред ќе бидат и излекувањата. Си има еден систем кој што се практикува. Миле Спирковски, представникот на ФФМ, комесарот за надпревари, накратко, зошто токму 1, 2, 3, 4, односно 1 игра со 4, 2 со 3. За оние што не се толку пати не ја следат топка. Поздрав прво до сите гледачи кои не гледаат во вашата емисија. И му честитам успехот на 4 клуба кои изборија пласман во полуфиналето, а начинот на излекување, односно бројвите кои што ги спомнав, тоа е Бергеровиот систем на надправили кој што го практикуваат и кај нас и скоро во сите земји во кои што сум ги гледал излекување, така да тоа е вообичаена пракса и на таков начин се. Так. Излекуваме по оној редослед што го споменавме. Прво излекува представникот на Македонија, господинот Пејчич Драган, подоцна ќе излекува представникот на Милано, господинот Фатмир Сулејманов, трет ќе излекува представникот на Нов Милениум Божиновски Васко и четврт нема да излекува, туку тој ќе чека она што ќе остане за него, господинот Дејан Чакаров. Ќе играат првот бројчето број 1 со бројчето број 4, точно, и бројчето број 2 со бројчето број 3 на првите надпревари. Так, вие како комесар на надпреварите, искрено ме прашувам, очекувавте ли дека токму овие 4 клуба ќе се најдат во полуфиналето? Видите, во купот не можете да очекувате кој клуб би се нашол. Очекувам не дипломатски. Искрено не можете да очекувате, бидејќи секоја екипа тежне преку купот да се најде во евросцената. Така да и поголем број на екипи гледате, имаме веќе втора, трета година соред кога и второлигашка екипа имаме во полуфиналето, значи сите сакаат преку токму полуфиналето да изборат пласман во Европа и тоа е најевтин излез во Европа, бидејќи со неколку со 7-8 надпревари доаѓате до излез во Европа, а во првенството треба да имате 33 надпревари за да остварите истата цел. Добро, ви благодарам. Сега ќе го замолам господинот Пејчич Драган да го би го замолил господинот. Бидејќи работнички нема да излекува, Драган Чакаров да ги промешат опцињата, нека биде на некој начин ова да имате учество и вие. Работнички од она анкета што ја видов има некој што типуваат. Се чувства како фаворит во оваа група од 4 тима? Па конкретно ние во купов не се сеќаме баш некако како фаворити, затоа што историјата кажува дека стално лошо проаѓаме. Меѓутоа оваа година сме максимално сконцентрирани да конечно за прв пат во историјата ја освоиме оваа титула. Така да ќе видиме. Промешете ги сега на некој начин да учествува и работнички во овој излекување. Благодарам. Господинот Драган Пејчич ќе биде тој што ќе го извлече првото бројче. Кого го посакувате за противник? Било кој да падне, сите се квалитетни. Очекуваме кој да ни падне да поминеме да одиме во финале. До финале и тука да запреме или? Нема да запреме. Сигурно. Јас имам веќе искуство со тоа, знам дека нема да запреме. Повелете. Да видам, значи, ова бројче што ќе го извлече сега представникот на Македонија Ѓорче Петров е бројката број 4. Тоа значи дека бројката број 4, односно представникот на Македонија Ѓорче Петров за својот тим направи да бидат гости во првиот надпрев. Добро, во ред. Сега ќе видиме кој ќе биде оној што ќе евентуално може да биде противник на Македонија. Фатмир Сулејманов, представник на Милано. Добар ден. Би сакали ли сега да може да се извлече бројчето број 1 или подраги ќе ви се 2 и 3? Број 1. Број 1? Да. Број 1 и директно на Македонија Ѓорче Петров и да се решите во старт. Да. За полесен противник да имате во финале? Повелете. Да видам. Бројка број 2. Еве среќата. Сулејманов ја донесе бројката број 2. Значи дека во вториот надпревар прв домаќин ќе биде токму екипата на Милано. Добро. Сега останува изненадувањето, би рекол на некој начин за купот, господинот Васко Божиновски, екипата на Нов Милениум. Нов Милениум од Сушица или од Сушица? Да, така поправилно. Струмичка Сушица. Како тоа Сушица да стане една од овие 4 екипи? Многу експресно, многу брзо. Па, како што рекол и комесарот, купот секогаш имал изненадување, така и овој пат нашата екипа Нов Милениум дојде до полуфиналето, како и многу други години. Тоа е четврти пат, мислам, втора лига што дојде до меѓу 4 најдобри во Македонија преку купот, па би посакале оваа година
прв пат во финалето на влезла во купата. финал. Да, во историјата да се запише нашиот фудбалски Струмица е убаво поднебје за фудбал. Јас се сеќавам, пред многу споменав, Огражден е еден од најдобрите клубови на тоа време, без разлика што нема се сложите со мене, од Ново село, подоцна Беласица ја имаме тука, први партизан од Турново и така натаму. Сега сте вие некако наследници. Ако дојде до финале и ако обезбедите учество, имате пари за играње во Европа? Па сигурно штом сме дошли до овде, размислуваме и спонзорите на клубот размислуваат на тоа и Так. мислиме дека би играле во Европа. Кого сакате? Бројчето 1 или бројчето 3? Па се исто, може и број 1. Ајде да видиме. Значи, повелете, ако биде бројчето број 1, тогаш оди нов милениум, повелете, ви отворете, оди нов милениум на Македонија Ѓорче Петров, како домакин ќе биде. А ако биде бројчето број 3, тоа е бројчето број 3, ете. Веќе се знае првата двојка, тоа е Милано и нов милениум. Ви благодарам. И последниот, јас тоа ќе го отворам, тоа чисто како верификација на цело ова излекување досега. Значи, последното е бројчето број 1 и веќе се знае дека бројчето број 1 е за работнички Македонија Ѓорче Петров, Милано со нов милениум. Мислам дека некако дојде работата, сега пак ќе се вратам на крајот со вас, како комесар на надпревари. Дали ова е сега, значи се е фер, да преминуваме на друг аспект на тоа фер и нефер. Фер ли е вака да паднат двете јаки со двете слаби? Се чистат двете јаки и двете слаби. Што не би се сложиле некој, например, ќе каже дека Милано е еден од фаворитите, го слушнавме тој во анкетата. Добро, секој си има своји математики, своји предпоставки, секој има право да дава своји предлози, меѓутоа точно купот е интересен поради ова. Значи, можат некогаш и помислењето на други луѓе да два слаба клуба паднат помеѓу себе, меѓутоа тие за себе си се јаки, секој сака да го освои купот. Затоа секој си се гледа себе си во финалето на купот. Ова е прекрасно што дојде вака едноставно 4 екипи, само уште едно прашање на крај пред да ги видиме и официјално двојките кои што и нормално надпреварите, првите ќе се играат на 9 април во 16, а реваншите на 7 мај. Кога фудбалската федерација ќе се погрижи малце за да го крене ова на повисоко ниво, да немаме само по 200 до 300 гледачи. Видовме во Шпанија. Вака видите, прво би било добро да живееме во земја со 20 милиони жители, па тоа сигурно и посетеноста би била поголема. Добро, ама и по 1000-1500 би било убава бројка. Ако земеме таа споредба, значи ние сме тука негде, ако се сеќавате кога бев на Југославија, тогаш би имавме поголема посетеност. Значи не зависи само од фудбалска федерација, туку тоа зависи отворено да се кажеме дека нашиот спорт е социјалистички. Се уште не се приватизирани клубовите, спонзорите инвестираат на своја волја, немаат никакви бенефиции. Кога ќе го добиваме тоа, како што ги имаат сите капиталистички земји, значи секој спонзор добива бенефиции затоа што е спонзор на определен клуб, ете тогаш ќе имаме и поголеми желби на клубови, поголеми можности за работа и сигурно поголем дел од публиката би дошол кога секој клуб би застанал на здрави нозе. Сведоци сме како Милано застана, како работнички. Добро, ќе ги задржам јас овие зборови, ќе ги паметам и ќе ги анализираме во некој од наредните емисии. Ви благодарам на сите на учеството, ви честитам и ви посакувам едноставно прекрасни надпревари со оглед на тоа што имаме, би рекол, без навреди еден аутсайдер меѓу трите ајкули овдека, да биде уште поинтересен овој куп, а во финалето да биде неизвестно како и што се очекуваше. Така. Сега тука ќе ги погледнеме и официјално уште еднаш двојките на излечените оние надпревари кои што ќе се играат првите, реков, на 9 април и продолжуваме понатаму со загревањето и за вечерашниот надпревар наш во живо од онаа поквалитетна, се разбира, лига и за она што ќе се случува утре.